Земјоделците ќе почекаат да се оствари ветувањето на Министерството за земјоделство и на новиот директор на платежната агенција Игор Златков и да ги добијат субвенциите за минатата година, па потоа ќе решат дали ќе ја реализираат заканата за протести. Инаку во платежната агенција за 2 недели се сменија 3 директори. Од регионалниот сојуз на земјоделски синдикати велат дека земјоделските здруженија веќе добиле информација дека од денеска најдоцна за ден-два ќе почне исплатата на субвенциите кои се важни за реализирање на пролетната сеидба. Се деблокира исплатата на субвенциите бидејќи сезоната е во тек, сакаме да го организираме производството, меѓутоа нема обратни средства. Потребно ни е нафта, ѓубриво, пестициди и други репроматеријали, каде што ни требат пари. Значи во поледелството припремата на почвата е веќе за пченка, во градинарството исто така тутунарите ги чекат субвенциите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство деновиве информира дека антикорупцијската комисија дала позитивно мислење за реализација на финансиската поддршка. Според агенцијата парите веќе се обезбедени. Останува уште потписот на директорот на платежната агенција Златков. Исплатата на субвенциите беше запрена по последните парламентарни избори, поради различно толкување на изборниот законник. За надминување на проблемот, МЗШВ изготви предлог измени, но на владината седница на која тие се разгледуваа, беше заклучено дека антикорупцијската комисија треба да се произнесе околу можноста за реализација на поддршката, откако ќе ги согледа сите законски решенија кои го регулираат овој процес. Субвенциите за 2016 година треба да се исплатат најдоцна до 30 јуни годинава, а за финансиска поддршка на земјоделството во 2017 година се обезбедени 100 милиони евра.